Значи сега предлагам, момент само, предлагам да почнем с работната група образование, да каже един предлог проект и неколку проекти кои што се не споредни по важност, туку да видат во делот на препораки и после кои ќе ги дадат сите работни маси предлозите и кратко образложение за проектите, ќе ги оценуваме сите проекти од секоја работна маса од 1 до 5. Старички домове треба знаеме дека се веќе свето и децата и за пространство, тамо, вамо, нема. Треба да се направи старички дом да има делчево. Това гледате секаде. Ќе го кажем во презентацијата, само да завршите образованието. Може? Добър ден на всички присутни. Нашето училище Ваня веќе е втора година поред. Има потреба и постојано како приоритет го поставува поставувањето на лифт за учениците со посебни потреби, посебни образовни можности, каде што имаме веќе ние и изготвено некоја скица, некое планирање со изведувач кој што има доаѓано на лице место, поставеноста на лифтот веќе ја знаеме од каде би била пристапна. Сметаме дека тоа е од огромно значење, знаејќи дека имаме и пристапни рампи поставено во училиштето и влезот ќе биде една од можностите. Инвестицијата е многу голема, знаеме дека еден таков пристапен лифт чини околу 20.000 евра. Меѓутоа, еве, од наше гледиште, разговараме со невладините организации, нашето училиште со 30% може да помогне во финансискиот дел. Исто така и општината, ако е можност барем 30% да не покрие, и во разговор со невладините организации од кои имаме и потврда и поддршка, тие би можели 40% да ни помогнат околу таа голема, да речеме, инвестиција која нам е неопходно потребна, знаејќи дека и во иднина тоа би било една од иднината на нашите ученици со попреченост. Меѓутоа, приоритетите ги знаеме, не? Ние имаме еден кат на училиштето, кабинетска настава, нивната еднаквост, нивното заедничко учење, ќе има и академско, нели, поддржување и подобрување на успехот, посебно за учениците со образовни потреби, каде што лифтот ќе им даде пристапност до сите кабинети во нашето училиште. Тоа е можност во која ние ќе имаме со таквите ученици и задоволство да работиме, затоа што ќе се унапредуваат, ќе се дружат и еднаквост на учениците ќе биде приоритет, за кои веќе имаме такви ученици со години назад и за кои секако дека ова е еден голем плюс повеќе. Ја не би можела повеќе да должам, вие знаете дека училиштето е на добра поставеност и во иднина би можеле тие ученици да се чувствуваат благопријатно во нашето училиште. Да добре нешто. Нашите своји се се еден страх, два, не може да ние има рампи и пристапи. Кој, како лифтови, што е? Се се напиши. Значи, од образованието имаме, еве сега ова, минатата година, општината и заедно со училиштето, проектот од фасадата е во завршна фаза. Наш предлог е да се обезбедат тротоари, да се направат покрај фасадата на училишниот двор, каде што самите тротоари ќе ги заштитат од влага, од полнење на вода, од корозија, како и од други недостатоци кои ќе оштетуваат и подриваат самата фасада. Па јас мислам дека тоа е можност, додека сега е во завршна фаза, да го направиме и тоа. Затоа и една од можностите заедно со таа акција или активност во финансиска поддршка, да не биде и оградувањето на главниот дел од училишниот двор, каде што во тој дел имаме, знаете, и приватни стопанственици, оградата секогаш е оштетена, а таа безбедност на учениците и таа заштита на учениците ќе биде многу убава, посебно затоа што и сообраќајот тука е многу по-ефективен. И сега кој минатата година дадовме можност и до самиот представник од Европска унија кој што разговараше со нас, професорот Јована Наниев, бараме, однесовме, а ќе се вклучиме во тој проект и во иднина, каде што ќе бараме и сензорна соба, исто така за учениците со попреченост, каде што веќе и просторијата ја имаме на првиот степенат долу, на приземјето, каде што има и влез и излез од двете страни на просторијата со сите потребни реквизити кои ќе им бидат неопходни на лицата со попреченост. Вие ли сте за образование? Култура.
Дали и други превод образование? Ако имате, аз ще Па имаме едно, ја ще го завършите. Добър ден и от мене, аз съм представник от основно училище, Общинско основно училище Свети Климент Охридски. Ние като училище имаме изработен проект за подревеката Габровчица, там където имаше фонд за здравство, беше бараки. Имаме изготвено предлог проект. Бараме от общината да участва само 20%, другите 80% ќе биде от страна на училището. Планираме да се изработи како некој парк, ама да има со пластифицирани реквизити, оградено да биде, со клупи за седење, заради рекреација на самите ученици, па и на сите целото население од општина Делчево. Исто така имаме предлог да учествува општината во реконструкција на дел од зградата до дневниот центар, што ја зедовме како образовна институција. Ако во случај, бидејќи сме поднели до Министерство за доградба за 4 простори училници, ако не може да се учествува и општината заедно со нас училиштето за реконструкција на тој дел од зградата, промена на врати, на прозорци, под и тоалети. И третото е приклучок на спортската сала да биде на приклучокот на парниот котел во градинката, односно со дневниот центар заедно. И ако може општината да учествува исто така. Значи во сите три проекти со по 20%. Предлогот од мене е тоа. Благодарам. Сдружение фолклорна група Копачка село Дранче Делчево, најстарата фолклорна група во Македонија и носител единствен од државата на единственото фолклорно добро Копачката, впишано во УНЕСКО во репрезентативната листа на нематеријални културни наследства на човештвото. Воедно орото Копачката е национално културно наследство. Во 2014 година прогласено и за национално и за светско. Неодамна имавме прослава на 27 ноември на 10 години од впишувањето на орото Копачката. Силот овој период кубуриме и се мачиме без решено просторно прашање. Се она што се вика инструменти, носи, канцелариски материјали, опрема, награди, признанија, благодарници, се тоа се наоѓа во мојот дом и тоа е во неадекватни услови сместено и не личи на едно национално и да не речам светско културно наследство, така да се чува во неадекватни услови се што поседува фолклорната група Копачка. Јас сум волонтер во Копачката, немам надоместоци, работиме со чланарини и со субвенционирани од Министерството за култура по проекти, средствата се трошат наменски, повремено и општината распишува повици за финансирање на граѓанските организации, преку кои можеме и ние да аплицираме. Така што нашиот најгорив проблем веќе можете да го познаете, значи немаме дом, а што немаме дом, ние сме бездомници и воопшто не личи на светско културно наследство да не е решено просторното прашање. Воедно преку проекти сме направиле и сме уредиле 2 спомен соби на Димитар Становевски Дедомитко во Белчевско мало село Дранче и на Димитар Узунски во село Тработивиште како најголем фолклорист во пијанец или пијанечки од Сепенков, кој што над 50 години се вложи во Копачката. Предлогот нашиот и со години го заговараме и со градоначалникот и со одговорните лица во општината да се дојде до крајно решение за Копачката и да се реши просторното прашање, а
тоа е изградба на куќа на Копачката, која што се вика Димитар Узунски. На тој начин ние му се одолжуваме на нашиот Димитар Узунски, кој целиот свој животен век се вложи во фолклорот. Немам што друго да додадам во врска со ова, за да не се расплинувам, но ја користам можноста да упатам благодарност и честитки до информираните страни кои што се грижат за културното добро на Копачката до ЮНЕСКО, а тоа се Управата за заштита на културно наследство на Македонија, Институтот за фолклор Марко Цепенков, Сојузот на фолклорни ансамбли на Македонија, Министерството за култура и други, како што се носители на нематеријално културно наследство на национално ниво и на меѓународно. Да им искажам јавна благодарност за нивната поддршка за неодамнешната средба и приемка градоначалникот за препознавање на овој гори и голем проблем за Копачка. Ова е нашиот приоритет од областа на културата и нешто второ што во текот на моето излагање го кажав е недоволен број на средства од страна на општината да се трансферираат од граѓанските организации. Ние сме регистрирани како заседно правно лице граѓанска организација, да се зголемат средствата за да можеме малку од малку да функционираме како што доликува. Особено на нас како носители, единствени носители од Македонија на национално и светско ниво зорото Копачка. Благодарам. За каде вие траžите? За Болграду или за Болгор? Добро, предлог од организација Жена е тоа што е донесено согласно стратегијата за соработка на граѓански организации и општината. Треба секоја година да имаме транспарентен конкурс, повик за граѓански организации кои што се доделуваат согласно приоритет. Второ, многу ми е битно за Комисијата за еднакви можности да се предвидат средства и реално да се имплементира, да знаеме кај ќе се трансферира. И оно што ми е најважно е согласно Законот за младинско учество да се издвојат средства за функционирање на младинскиот совет согласно закон. Значи не бараме ништо повеќе и ништо помалку. Тоа е обврска на општината. Или тоа е 0,01% од бюџетот на општината. Вучи Стојчевски, представник на кикбоксинг клуб Аз Белчево. Ја не гледам други представници дали се поканети од другите спортове, пошто имаме ние и раковет, имаме и фудбал, имаме конкретно тој ќе биде мој предлог, ама сметам дека и сите тука сте инволвирани во спортот, сите го сакате спортот, сите сметам дека ќе поддржите. Тоа е предлог и инфраструктурен објект кој е битен моментално за нашите деца и идни генерации. Сметам дека веќе имаме фудбалско игралиште, имаме неколку сали, имаме тениски игралишта. На градот сметам дека време е и потребно е веќе да имаме покриен базен. Салата горе кај што е унемила состојба, руинирана, сметам дека може да се адаптира и да се заштити за да биде корисна за нашите млади и идни генерации, па и сите ние, секој сака да иде на затворен базен. Тоа сметам како еден од поприоритетните проекти кој треба да влезе во понесување на буџетот и да биде финансиран заеднички сега со некој министерство или со некој партнерство, приватно или така натаму. Втор предлог, лично по мене, па и исто сите ќе споделите дека ние имаме доста спортска традиција од општината, имаме резултати во спортот, како женски ракомет, машки ракомет, поединечни спортове, фудбал. На нас ни е потребна просторија или да наречам куќа на спортот, кај што ќе може да се видат
изложени резултати, трофеи кои ги имаме ние, а кои ги чуваме дома, што се вика. Не се изложени на соодветно место да бидат запознаени луѓето. Сите клубови немаат своји простори. Па предлагам да се адаптира или како Македонска каменица да се најде локација да се изгради куќа на спорт и да се именува по некој наш спортист и така натаму. И третото, најболното е поголемо финансирање, да влезат во буџетот повише средства за финансирање на спортските клубови. Благодарам. На сала стара. Я ви сакал до урбанизм да се произнесат накратко. Затоа што е тоа правилно да напоруват да бидат проектите изгодни. Съм тука 50% изведено од него. Ако сакате, значи за сите проекти за изгодност можеме да ви Ако информираме. не повеќе ред ќе се случи како Атеше, дошла вчера го снема пред наши очи. Рај горе е руина. Не е под наша надлежност, под надлежност на Агенција за млади и таа спортска сала. И баш немаме ингеренции, немаме можност нити право да финансираме, да опремуваме или нешто да направиме. Ако под некакви услови агенцијата може да ја предостави, ама до сега што се измишлило, мисля дека немаме можност да интервенираме. Со претходниот директор на Агенција за млади спорт разговарано, вика, до сега никој ништо не побара. Има свет кој треба. Она имаше нерешени права. Она имаше Следващо има. Значи може да се решат и има направени си може и проект да се направи. Само треба некој да го склопи и да се побара. имаше меѓу изведувач и агенцијата должничко доследување. Значи, и едно време, ако не беше не извршител, не съм сигурен, така да до сега не е могло да се случи, може да се това решение. Не, на сите има потреба, не е спорно нищо потреба. Изгодливост, да правим момент за изгодливост. Добро, хвала. Може и нова локација, може да се направи. Не е проблем. Ама ја предлагам за да заштитиме горе да срам пред наши очи таму што се реализира, да се направи идеен проект, да се адаптира. Не мора да е со олимписки димензии, нека е. Като приоритет на групата инфраструктура предлагаме изграда на улица Петракерска во насока Стрелишко. Други приоритети ще ги предложим. Втор приоритет е набавка на возила за събирање на растителен отпад от домакинствата, бидејќи Брегалница нема соодветно возило за събирање. Да помогне общината заедно со комуналното предприятие да се набави возило. Други приоритети што се изнеса од местните заедници, од село Дранче и село Селник е поминување на машина за почитување на патишта до малата во селото и почитување на патот до Филиско мало. Да. Това сме го ставили да се асфалтира. Трябва да се асфалтира и от Косово Давија тампонирање и пат обсесочување на 2,5 км пат. Това е се. Добро. Сузана, и ти си готови да решиш за местни работи? Мојот предлог е од местна заедница селото Ветлиште. Значи имаме два предлога. Това е чистење на дивата депонија на река Железница и опременување на тоа место со клупи, летникови,
треба ограда, па ако треба и видеонадзор. Може би некој ќе рече дека не знам по кој пат тоа место е чистено и навистина е чистено од службите по ИЕПК Брегалница, но повторно се фрла отпад на местото кај река Желевица, што е токму на патот за селските гробишта, кој на поголем дел од нивите по селото. Наш предлог е не само да се изчисти туку, истото да се оплемени, што значи да се постават летниковци и клупи со цел таму да не може веќе да се фрла ѓубре. Мислиме дека само така може да се реши тој проблем, идејќи ѓубрето си е токму од жителите на село Тработивиште, никој друг таму не ни носи ѓубре. Вториот предлог е обновување на реквизитите на детското игралиште кај основното училиште. Значи таму од секој пат имало реквизити за деца, но сега се уништени или ги нема, може би се однесени. Затоа бараме тоа детско игралиште повторно да се обнови и да се загради. Аз да кажам, во Расавни, која детското знае, там близо живееме. Ние 40-50 години, куќи правиме тия ревализирани се, после Дивоград и тоа, оно, а јас сам дал од 5-6 евра. И са не мога, бором, не може да ми таа комшиката некаде зема 80 квадрата државно, а моето некаде води на Ѓошвака и затвори, јас са не мога провлачам те на 2 метра, се 20 кола и со тоа. 3 там имаме куќи, тоа е споредна улица на таму, со години никој не решава, те он знае, ја и звон, сите онаа, да они се прават, ја не знам, ја подносат 10 пати тука, ние не сме надлежни, тоа не е, па кој е надлежен? Градоначалникот се прави лош, да рече, 100 пати му кара, он ништо не презема, како това? Не се стејки тешко тоа, това треба да, тоа се онадиш, ја ќе, Добро. а ја там ќе го разбија, или додајте на она нека, тие 80 квадрата што е земала било. Добро, ви улица пристапна тражите или што не знам? Кој ви е предлог? Улица тража и ние направена ништо, плюс са се стесни, там не мога едва да се... Како се вика улицата? Видео смиристи вата број 10. Ја он знае там до одиле колку пати. Секој там е се кажуван. А направија там по дивокантите, по това дека не е се обезлюирано, а камен там ја што се е легално се. Смело улицата е забранена со биографите на брат. Че може ли уште нешто? Може. Звоне. Чекај. Не. Јас сум Лучо Димитровски, председател на Советот на местна заедница Вранче. Ние, како приоритет број 1 е патот за Пилиска. Овој пат е веќе 5 години, ја откако сум председател, се подносиме и ништо до сега. Не се тампонирани и се асфалтираат, треба и да се асфалтираат. Целата должина на овој пат е 4 километри. Овој пат покрај за Филиска мала е и за останатите жители од Транче го користат и Братиславци го користат. Сак, кога треба да се оди према Каменица, Кочани и Штипили за Скопје, таму е 4 километра, а инаку сад треба со кола да се дојде од Транче, да се дојде до Очипала, па надолу 10 и 10-20 километри. После на враќање таму уште 20 километри, испада 40 километри. Това е патот уведен правец до Кочани, што се види. А плюс и времето се скратила. А исто, ќе се да се задржи и уште тие малце свет што останаа. Да побрза сите села околу да направи. Дали они тоа размислува и прават се на това Ни греј, 2 години греј не е убаво. Сега светот го вриме се. Платиме приватна машина. Платиме машина од Каменце, собраме пари да се поравни патот.
Това е приоритет број 1. А иначе исто ние викам, ајде, да не ставаме нови приоритети. Другиот пат што е тоа е дел од стариот пат што е од тука Делчево Каменица, значи од Очипала преку Дранче и ово Тодоровци кај мотел Луковица што излази. Тоа е само сега не е асфалтирано, останало 4,5 километри. Овој пат е исто многу ќе е скратен и ќе е исто алтернативна врска помеѓу Делчево и Каменица при одрони и при сообраќајни несреќи. Значи патот што е за И на патот Очипала Дранче, тука е кај Осојако што викаме, метална ограда, па това се 5 години подносиме, требаше да се стави. Дури пред 2 години договориме од Македонија па обезбедиме стари браници и ступчета и од карами и таму и Божен гранчанко обеќа од Брегалница да ги постават, да се побијат ступчетата, не почкија машина и искраде, нема. А таму е многу ризично, ќе таму Осојак и пато у зимскиот период се е замрзнат. И Лизбе. И до сега 10 возила излитува у провалието. Не дај Боже да може да се деси да загине. Това е значи не само за Дранче, и за Очипала, и за Селник, и за Врците се помислат и малските патишта треба да се пушти грейдер, да се прочисти. Пред да им даде простори на младите, на најмладите, за нивните приоритети, сакам сите да размислувате за листата што е пред вас и да ги будувате од 1 до 5, да се договорите, да стане еден представник од секоја работна маса и да даде оценка за сите проекти кои што се предложи. Но пред тоа да ги слушнеме младите. Ки ги зголеми, ки ги читам само некои презентира, чисто да размислувам. Почитувани присутни, добар ден, јас сум Сара Ангелова, представник и председател на локален младински совет при општина Делчево, тело на општината. Исто така, сакам да нагласам, ќе бидам кратка и јасна, сакам да нагласам дека ние, како представници на млади од оваа маса, сакаме да биде одвоен буџет кој што не следува, односно според закон за младински политики и младинско учество, знаеме дека 0,01% треба да биде одвоен. Наш благодарности до вас на поддршката, што спомнавте дека тој процент би сакале да биде во планот за законска област пета година и да се одвои за нашите цели и потреби. Како главна и приоритетна цел, ние сакаме да го споменеме отварањето на младинскиот центар. Тука имаме представници од Младинска банка и од локално собрание при општина Делчево. Ќе кажат збор два и тие за тоа, но сакам да нагласам дека Младинскиот центар ќе работи на подобрување на вештините, на личните и професионални амбиции кои ги има секој еден млад човек во нашата општина. Велиме младите се иднината, па ајде да направиме нешто плюс за нив. Благодарам. Добар ден од мене, јас сум Мелани, представник од локално младинско собрание. Сакам да кажам зошто ни е потребен овој младински центар. Па пред се затоа што сакаме младите, ние сме како младите, правилно да се го искористуваме своето слободно време. Нам ни треба место, каче за развивање на социјалниот живот, затоа што знаеме дека иако не ги постојат кафичи, таму не е место каде што треба да се дружат младите на вистински и правилен начин. Младинскиот центар ќе биде едукативно и креативно каче за развивање, како што кажа Сара, на амбициите на младите. Освен тоа, место за учење и за дружба и каче за формални и неформални активности. Сметаме дека со овој младински центар ќе се олесни на некој начин животот на младите, затоа што без разлика
затоа што без разлика дали избегавам мислата, извинете, сакаме да кажеме дека секој млад човек може да придонесе за овој затварање на овој младински центар, да не контактира нас, доколку има некоја идеја или некоја потреба да не контактира, ќе се работуваме заедно и сакаме да се благодариме до градоначалникот и до општината пред се на разбирањето и се надеваме дека дел од буџетот што е предвиден за идната година, дека ќе се одвои за овој младински центар. За таа имам барање од представници од село Ветре за околу инфраструктурни објекти, па са секретар тука може да ги предложа, да ги ставите. Да завршиме, значи со младите маси. Ја мислам дека Да. заврши. Не сме завршили, саки бидат кратки и да дадат своите предлози, а тој проект ќе го кажеш кој ќе го запишеме нещо. Здраво на сите, јас сум Анастасија Новоселска, член на Младинска банка. Ние сметаме дека ваквиот центар ќе има значајна улога во напредувањето на младите во активностите и во општеството и дека тоа ќе биде место каде што нема да има предрасуди и спрема младите и дека нема да има дискриминација. И затоа ќе бидеме многу благодарни ако ја поддржите ова наша иницијатива за младински центар. Значи, ние во врска со образованието, во врска со граѓански сектор, значи да се обноват сите реквизити на детските игралишта во цела општина Делчево, затоа што имам представа дека некои воопшто не се веќе функционални, се искршни. И ако може, значи, дали од општината, дали од јавното комунално предпријатие Игралница, да се распореди некој чисто во обиколка за нима некој надзор. Знаеме дека намерно се крши се уништува. Имаме игралишта кои не се функционални. Да. Дадено до сега околу 20 предлози, 18 точно, и од анкетни отпрашања има уште 10 предлози, но сега, значи, на таа сесија, втора форумска сесија, јас ќе дадам на секоја работна маса по можност да даде оценка од 1 до 5 за сите спомнати проекти. На крај заеднички ќе ги собереме резултатите и ќе ги приоритизираме проектите по тоа кој колку поени добил, односно колку гласови добил од секоја од работните маси. Ајде сега повторно на младите да им дадеме, значи од 1 до 5 за секој од спомнатите проекти. Значи првиот предлог проект кој беше даден е дом за стари лица. Од 1 до 5 оценка треба да. Само ќе ве замолам побрзо за да не губиме време. Оти ли ги спринтате и да не дадете по нас и... Па пак ќе треба да ги собирам. Не може сега даваш приоритет и ние да размислиме колку поеме. Може нема да дадем лично. Ако сакате ќе ги спринтаме, значи ќе ви ги дам, не е проблем. Може да изпуштиме некој приоритет за кој сме сакали да гласат. Ајде за 2 минути почекайте пауза. Кој пуши цигари?